Седниците на Судскиот совет се транспарентни од формално правен карактер, се објавуваат дневните редови, како и одлуките кои што се донесени по однос на дневниот ред. Меѓутоа, останатите работи по однос на дебата, на подредени прашања, многу малку се разговара за тоа на седниците на Судскиот совет, посебно што во 2015 година со деловникот за работа, со новиот деловник за работа, Судскиот совет воведе една новина, а тоа е колегиум на кој што се дебатира за тие прашања и со усогласени ставови, потоа на самата седница само се проформа се гласаат точките од дневниот ред. Дебатата отсуствува од причини што на седниците комисијата која што ги е задолжена за изборот на председател на суд веќе доаѓа со готова ранг листа, која што е изготвена врз основа на критериуми утврдени во закон. Меѓутоа, освен бодовите кои што се однапред дефинирани, за останатите критериуми се дебатира на колегиум или на состаноци на комисијата и со таква готова претходно утврдена ранг листа само се гласа на седницата за оној кандидат кој што има најголем број на бодови. Значи комисијата не ги образложува останатите критериуми, еден од тие да кажеме и програма за работа кој што секој кандидат за председател би требало да ја достави. И по однос на тие критериуми, значи нема дебата нити од самите членови на комисијата, нити пак од останатите членови на Судскиот совет. Со последните измени што ги направи Судскиот совет, на некој начин се исклучи јавноста, меѓутоа само во оној дел кој што се однесува за заштита на угледот на интегритетот на судијата, што значи дека седниците кои што се отворени за јавност може да бидат затворени само кога се штити угледот и интегритетот на судијата. Освен по барање, кога самиот судија бара седницата да биде јавна. Меѓутоа, со овие измени најнови, на некој начин Судскиот совет си овозможи да самиот донесе одлука на седница, без да расправа по истото и да исклучи јавноста, без разлика дали самиот судија бара јавноста да биде присутна. Судскиот совет, согласно законот, до март 2017 требаше да го усвои извештајот за работа од претходната година, до 2016, меѓутоа се уште не е на дневен ред таа точка поставена. Истото се случи минатата година, значи минатогодишниот извештај за работа во јули беше усвоен и разгледуван од страна на Судскиот совет, а во септември 2016 беше разгледан и усвоен од собранието. Така да ова е веќе почнува да биде некоја пракса на Судскиот совет. Причините не би можела да кажам зошто е тоа така, бидејќи сите елементи кои што ги содржи самиот извештај за работа се конкретно утврдени во законските одредби. Извештаите за работата на судовите за 2016 се веќе поминати и усвоени од страна на Судскиот совет на седница, така да веќе 3 месеци се доцни и не би можела да кажам која е причината за ова доцнење.